Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Жарко Збревтов, а ова е емисијата во Тангентата. Следете не во следните минути, бидејќи вие и јас, ама вие не толку колку јас, имате право да ја дознаете вистината. До душа ова е 1 на 1, но мене никој не може да ме спречи да упаднам некаде и некому да му земам збор. Денешен гостин ни е Катица Јанева. Господјо Јанева, каде се парите што ги украдовте? Како кои пари? Парите од рекет од господја Јанева, белки, не мислите дека веруваме вие тенис игравте, па таков рекет, ви се молам, уозбилете се. Не сум јас безобразен, само ве прашувам на што ги потрошивте парите. Гледам еве, јакнава не ви е Луи Витон, а може би ви била, само ви ја конфискувале. Ама, ви се молам, немојте така. Зошто го лажете народот, па пола Македонија знае дека цело време спиевте во ловечки дом, а не во затвор. Јас може би сум гласен, господја Јанева, ама вие спиевте во јасен. Па видете како сте облечени. Како да ќе боксувате. Ајде издрапувајте нешто. СЈО на власт, рекет правам јас, Боки ми е другар, криминалот ми е мудар. Не ви бил мудар криминалот. Ете, драги гледачи, овде е крајот на емисијата во Тангентата. Добра ти вечер, Македонијо, каде и да си? Вечерашни гости, глумците од филмот Врба, а сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Одлично! Како си ми? Одлично. Добар си? Одлично. Можеме да почнеме со емисијата? Почнувај. Кога ти велиш така да почнеме со емисијата. Знаете дека Netflix, HBO и другите добија конкуренција. А може и не знаете, но почна да работи Disney+. Disney Plus е платформа каде што ги има сите Дизниеви филмови, цртани и што и да е, но ќе се фокусираме на цртаниве бидејќи направија промена. За да бидат во чекор со времето, малку ги променија цртаните. Читавте за тоа? Не? Никој? И ти не знаеш? Не. Значи, например, Пинокио, за да биде во чекор со времето, нели, го променија, и има една сцена каде тој кажува на добрата вила дека не може да престане да лаже. У нова верзија доаѓа после тоа Груевски и го става за министер. Пинокио. Или во овој Мечот од каменот. Нели со Артур кога го вади мечот станува после тоа принц и така натаму, во тој филм или цртан како сакате, наместо Мерлин во филмот се појавува Васко Ефтов и го прашува: "А што го чекаше толку време да дојдеш да го извадиш мешот? Дали си ти Соросов платеник овде да ја разнебитиш Велика Британија? Призна." Инстаграм е модерно, нормално сите користиме Инстаграм, ама порано немаше Инстаграм. И мора да ја променат убавицата и ѕверот. Значи има нова верзија на убавицата и ձверот, каде што Бел има Инстаграм и става хаштаг мојот мечко, хаштаг не го сакам само ради пари и хаштаг го сакам и ради замокот. 500.000 лајкови! Вау! Но некои работи се непроменети луѓе. Тарзан, например, е непроменет. Повторно не знае англиски, тоест, извини, учи.
нели Тарзан учи англиски. Ај чисто да ги потсетиме, ако го забравиле сцена од Тарзан, некоја да видиме од цртанот. Europe need to remain more sexable lady in the world. Ваков е цртанот. Мислам да. Сумнително. А непроменет секако е и Аладин. И Аладин е непроменет, тој повторно го наоѓа духот од волшебната ламба, духот повторно му вели, ако ме пуштиш ќе ти исполнам 3 желби, не знам што таму. Но разликата е во тоа што Аладин му вели, какви 3 желби, мене ми треба само една желба што ќе ми исполни се и се што. Дај ми ти на мене членска од Дуи и се си ми исполнил. Принц Али вечен си ти, Али Ахмети, каков бек, полн со респект, наведни се ти. Кога сме кај филмови, фановите на добри комедии, има тука фанови на комедија, строго комедија што прати, можеме сите да здивнеме, и јас сум исто фан на комедија, се подготвува нов трет старт на легендарната серија 2,5 мажи. Повторно нели беше Чарли Шин, беше Аштон Качер, а сега еве екипата. Сосема случајно во Куманово пронашле бомба од Втората светска војна. Бомба од Втора светска војна. Кога ја прочитал веста, Чомовски помислил дека ја нашле бившата што му раскинала у 41-ва. Вие што се смеете, каква бомба беше Васка, да знаете? ВМРО ДПМН разгледува 500 можни кандидати за пратеници. 500 пратеници можни. Оглас има, не знам дали знаете. Да, во огласот пуштен од партијата се нагласува дека пожелно е да бидеш колку толку реформиран, да живееш што подалеку од Скопје за да лапаш патни трошоци повеќе и да немаш никакво сеќавање на периодот од 2006 до 2016. Амнезија! Амнезија! Слушнав дека си се степал на рекорд. Ми пиша СМС порака, рандом пријател, ми вика, еве ти го Мешевски се тепа на рекорд и ми пушта слика. И стварно се тепаше на Сега ги рекорд. дигаш. Што е работа? Стојам, возам онака по рекорд, стојам и слушам од позади свири некој. И ти, мрдни себе, конју еден. Пива конј. Изгледам ја од врата. Што застана среда ова? На сред рекорд, тука на сред рекорд. Знаеш што? Застануваш? Застанувам, излагам од кола. На кого бе ти, ја знаеш, ме знаеш, вако голем. На Он не кого те бе знае ти? изгледа. Де ме знае? Знаеш и бе ти ја кој сум му викам? Така На е. кого бе ти конј еден? Така е. И? Која се врта напред? Сред конј, бел конј. Бел конј, брат. Он на конј? Насред. Он на конјот му вика, бе. Мрдни себе конј еден. Ти па што си се пронашол у таквата не Сега, Добро, види, секој му се случува се што. Например, не знам дали знаете, се случува и гробаријада. Гробаријада во Србија, значи знаеме за ракијада, пастрмаилијада, ама имало очигледно и останати јада собири како ова небулозна гробаријада. Но не знам дали знаевте, се одржа застаријада кај нас. Застареа делата на Груевски за автопатите со жутите кинези и на Бучковски за тенковите. Но пази богати, Бучковски не го прифаќа застарувањето, туку бара да добие ослободителна пресуда. Ова ми делува како да треба да се најде во рубриката Харе, седи мадро, да ја најдеме таму. Седи мадро. Седи мадро, Бучковски! Од рубриката Седи мадро го издвојуваме и ова писание на Никола Тодоров, во кое после 100 години на власт и не правење апсолутно ништо против тоа, тој богати повикува на акција против белата чума и селувањето на младите од Македонија. Чекај, што е тоа што го слушам за Никола Тодоров, Харе? Седи мадро. Седи мадро! Седи мадро! Кога сме кај седење Мадро во 2014 започна изградбата на автопатот Кичево-Охрид пред 5 години. Од тогаш ако тргнеш со автомобил од Скопје, побрзо и покомфорно се стига до Мароко отколку до Охрид. Не знам дали си бил натака да видиш како е. Си фатил? како не. Седи мадро.
причината зашто побрзо стигаме до Мароко е поради тоа што Абер нема да го направат автопатов и наместо до јануари 2018 кога требаше да е готов, најново е дека ќе е завршен до 2021. А цената на проектираните 360 милиони евра рипна до сега на повеќе од 500 милиони евра. Мене не ми е јасно кој е тој што проектира и промашува за разлика од 200 милиони евра. Како се промашува 200 милиони евра? Не ти е тоа кафана. Ја отидов само на поеден асфалт у кафана, али кога више седнав, реков нека има и линии од тие што светат навечер. Па реков и за другариве стај по едно 20 километри банкини, нека има една бензинска, мене ќе ми донесеш на секој 5 километра и надвозник еден стај. Оствари 3 надвозници стај и нафора. И нафора стај. И нафора нека има. И нафора. Океј, извини, друже, 500 милиона. Така ли се прави? Не се прават сметки у кафани. Кажи. Помна нешто линија? Да Што? Треба нешто линија? Абе, Мешевски. Харе, кажи му. Абе седи мадро. Пред некој време се исплашивме со една многу лоша вест за хаваријата во Охис. Јас се исплашив. Почна да излегуваат секакви страшни вести, предвидувања, отиде работава Чернобил, ќе било не знам што. И за да се смири ситуацијата, Јани Макрадули отиде на самото место во Охис, ја истражи ситуацијата и изјави луѓе нема потреба од нервоза. Во една рака ова е лоша работа, во друга рака и не е се така црно, сепак во трета рака можеше да биде и полошо. Ова ги загрижи жителите во околните населби на Охис, па специјално за нив имаме пуштено истражувачки тим да ја направи топ 5 листата на не се плашете, постојат работи што може да ги направите доколку живеете близу Охис. Значи ова е топ 5 листата работи што може да ги направите додека живеете близу Охис. Бумбар, одиме. Харе, број 5. Например, да се преселите во друга населба. Може да се преселите во друга населба, мислам. Логично. Број 4. Да се преселите во друга држава. Например, може да се преселите во друга држава. Број 3. А да се преселите на друг континент. Мислам, види, може да се преселите на друг континент. Број 2, ако живеете во Охис или тука околу, например, може... Да се преселите на друга планета. Мислам, може да се преселите на друга планета. Или, број 1, работата што може да ја направите ако живеете околу Охис е харе... Да останете каде што сте и да станете супер херој. Кога доаѓа ладничко си се бара посебен вид на чај, вие нема да сгрешите со зимски чај од Good Nature, вкус кој ќе ве исполни со топлина и ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски денови. За сите кои купуваат нов стан, топла препорака за гарантиран квалитет, чист поглед кон водно и повеќе од 1200 квадрати отворена зелена површина, комплексот Urban Garden од Golden Art е токму тоа. Побарајте ги Golden Art и закажете си состанок, купете дом, не само стан. А сега, јас и Мешевски, бидејќи имаме многу малку време пред да влезат гостите, ќе извршиме еден брз јасновидец. Да, брз јасновидец, значи јасновидец е ова кога јас и Мешевски предвидуваме што има во пликото и одговараме на прашањето уште без да го прочитаме прашањето кое е. Значи, на пример, одговорот на првото прашање е Малмија. Одговорот е Малмија. Што вика Заев кога ќе го прашаат каков ти е Шенгенот? Малмија. Мал Шенгене. Што да правим? Твоето прашање е... Кој е одговорот на твоето прашање? Студентите и Никола Груевски. Чекај, студенти и Никола Груевски. Кои луѓе не ја гледаат својата иднина во државата? Никола Груевски и студентите. Тие луѓе не ја гледаат. Одговорот на ова прашање е пензионери, Боки 13 и Нина Групер. Пензионери, Боки 13 и Нина Групер. Кои луѓе не се бават повеќе со својата професија?
Јасно сега. Едно финално, таман толку е времето. Редовни. 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 Редовни демек. Хајде да видиме што е. Какви се предвремените избори во Македонија? Редовни! Толку е времето, ние продолжуваме со нашите гости, актерите од Врба, филмот на Милчо Манчевски. За многу кратко. Харе, може. Каде доаѓаат прекрасните бусто круасани? Далечната Америка? Франција? Италија или Грција? Не, доаѓаат токму од тука, од Македонија. Домашни, а светски. Запознајте ги бусто мајсторите. Јас сум мајсторот за бусто круасаните од 50 грама. Една работа да ве кажам. Мали се, ама предобри, со 8 различни вкусови. Нема некој што не може да се го најде своето омилено круасанче. А бусто се сериозно проједа. Плюс бусто круасаните остануваат природно свежи и меки, а не со прскање на алкохол пред испорака, тоа другите круасани. Гляк! Отвори друг круасан и помириса го ке видиш. За разлика од бусто, каде веднаш стигнуваш до прекрасниот вкус, благодарејќи на 6 дупчиња, од кои се полни свежиот круасан. Македонски, а светски, не се мисли, пробај ги. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Vids во аптеките близу вас. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Немој да не знаеш кај за нова година. Летаме за Париз и шетаме по Шанзелизе, Триумфална порта, Монмартр, Нотр-Дам, Айфелова кула и што уште не. Слетуваме во Барселона и одиме на сангрија и тапас. Го гледаме чудото од катедрала, Саграда Фамилија, уникатниот парк на Гауди, музеот на Дали и нормално No Camp. Или пак летаме кај што водат патиштата, Рим, каде фрламе паричка во Фонтана ди Треви, уживаме во кафе на шпанските скали, го посетуваме величествениот Ватикан, гледаме 500 фонтани и пиеме винце во боемскиот кварт Трастевере. Искористи ги топ понудите за оваа јубилејна 30 годишнина на Савана. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има пол погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина.
Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Најнова во ординација Доктор Анчевски. Најдобриот, моментално број 1 во светот апарат за лазерска епилација. Иновативна платформа во која што се интегрирани 3 лазерски технологии. Најефикасната технологија за третирање на светлите влакна. Третманот е супер брз, практично безболен, безбеден да се прави во секоја сезона, ефикасен за сите типови на кожа. Секогаш во чекор со најновите технологии. Ординација Доктор Анчевски. Посетивме разни места низ државата. Над 10.000 од вас учествуваа во Пепси предизвикот на вкусовите. Прашањето беше едноставно. Кој кола вкус повеќе ви се допаѓа? 58,8% од учесниците го одбраа Пепси вкусот. Ви благодариме што учествувавте во предизвикот. Ви благодариме што го одбравте Пепси вкусот. Ново од креаторите на Бекутан. По продукција на Алкалоид. Денес има физичко, фудбал и тенис. Како ли ќе издржи? Лео, за активни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Време за нашите гости. Имам особена чест тука да се главните актерски звезди во моментов, а тоа се актерите, тимот, екипата, како сакате, од Врба на Милчо Манчевски. Тука се Чоре, Наталија, Сара и Никола. Ајде. Како сте, дечки? Дали се слушаме сите? Дали сите се слушаме? Тестинг. Морам да се пофалам дека што туку го добив најубавиот поклон во мојот живот. Не е од Чоре, туку од кога ќе кажеш ти, еве да не видам ја. Од шеф, од најглавната. Од најглавниот шеф. Тоа е, сам да си кажеш. Тоа е мојата сопруга Магдалена. Која е тука? Еве, еден аплауз, браво. Како си, тетка Магда, добра ли си? Многу ти благодарам за ова, си ме изненадила. Значи, еве, тетка Магда ми даде еден тон работи што сечела од разни години. Мислам, погледнете зошто ваква сериозна фаца. Овде имам 25. И еве ти кажи што вика? За неговата насмевка. Слушај, Чоре, сега. За неговата насмевка вела дека може да го разнежни секого. Чекај да видам кој е автор на текстот, Жарко Димитриевски. Океј. Врба, дојдени сме за Врба да зборуваме, не за тебе, Жарко, тоа го зборат сега на гледачите. Тоа го кажуваат во своите дневни соби. Дај да објасниме најпрво што е со тоа женска-машка верзија на филмот. Што е тоа? Па, вака, има две верзии. Едната е во Милениум, другата е во Синеплекс. Едната верзија е подинамична, као демек машка. Значи подобра? Пократка. Па, подинамична е, да речеме. Женската е по-длабока, така, по... Емотивна, да. Само емотивни се двете. И значи еднава се игра на едно место, другава се игра на друго место. Да. А низ Македонија се игра женската верзија. Опа, жените победуваат, значи се на се, overall земено. Добро, окей, искрено, без да се љутиме. Лично вие ги имате изгледано двете или не? Да. Ти не? Знаем дека ќе има некој. Не, јас. Исто, една верзија? Јас само таа првата сум ја. Ова женската? Да. Таа другата. Ти машката? Не, таа другата. Женската? Добро, окей. И еве вие сте ги гледале двете. Повеќе ви се допаѓа?
Ја уште ги мешам која е машка, која е женска. Објасни која е машка, која е женска. Таа што игра во Синеплекс е? Женска? Мислам дека сега и даде знак која да каже дека е подобра. Ама женската е во Синеплекс, машката е во Милениум. И во 3-4 да кажете која е подобра. 3-4. Женската. Срам да ти е дипломату еден ми за еден политичар. Да прашам, а ја и Николаш играме во филмот какви сме, женски или машки? Која верзија сме ние? Стварно? Еве, немајте така. Немојте да си играте луѓе, ве молам со... Абе, ми се скина чорапот нешто и не знам се како да... На идење, на снимање ми се скина, вака ми отиде. Скинато му е. Жива среќа тебе не ти е ништо скинато. Жива среќа тебе. Жива среќа тебе не ти е, ова е некој нов модерн. Ретко, не, мислам, обично секогаш ми се кинат хопки, ама вечерва не. Да, само денеска издржа, само денеска. Сара, твојата улога е во средниот век. Значи, така. И сега таму имаш еден куп обичаи, еден куп работи што верувам не си ги ни знаела, појма си немала за тие ствари, така кој би те научил. Тоа ми е прашањето. Кој те научи па? Па добро, имавме 6 работници во филмот само за тој дел, односно за така, мислам за стариот дел, да видиме кои биле тие обичаи, какви носи имале, како луѓето се изразувале, тоа би ми беше реално мене најтешко као глумица, пошто е различна експресија од денес сигурно од тоа што било во средновековието. Да ни некој така пример, вака за гледачите што не го гледале Врба можеби. Па ништо, прв пример беше тоа дека зборувавме на дијалект. Например? Например, зашто не се примети два како ќе зборувам? Тоа е тоа, дај ми малку од тоа. Еми ништо, зборуваме на дијалект, на струшки, ама јас сега као стружанка го полесно ми доаѓаше. Ти си нейтив стружанка? Јас се мачев. А ти си род? Да. Ама ми врати, ја зезав, ние заедно бевме во класа. Ја зезав. Чека, заедно сте биле на факултет? Заедно дипломиравме, да. Јас ја зезав за литературниот македонски, да, и сега ми се врати. 4 години. 4 години ме зезаа дека не знам да зборувам на научи. сцена. Го научи. Да. Да не те зезавме, немаше да го научиш. А ти беше тренер по, мислам, за акцентот? Да. Лош тренер бев? Не бе, супер беше. Само ја замарав и по дома замарав. Може да чуеме некоја типично струшка реченица да кажи му да каже? Еми не знам, ај што сакаш да кажеш? Позборувајте си малку така да ве чуеме. Ќе те моля да не ме прекинвиш кога зборувам, пошто во емисија сме дојдени, он не ти е 17 век, 21 век си дојде. Тоа Милан во 15-тиот. Денешно време не можеш така да збориш. Па не можеш да збориш така. Денешно време може да ти ја шеврата една. И знае да ја шеврата, Да ти ја шеврата. Шора, кај мислиш ова етимолошко потекло на да ти ја шеврата, од кај може да ја се? Ова е од Игор Џамбазов е потекло. Така викаш? Да ти ја шеврата 100% од Игор, песна ќе напише за ова обавезно. Да ти ја шеврата. Да ти ја шеврата. Да, сигурно ќе. Харе, тоа е вашата нова песна, Гуру. Да ти ја шеврата. А чекај, Никола, вика, ошевратам си. Викаш знае да ја ошеврати. Знае. Тоа значи дека си осетил нејзино да, ошевратување? Да, шамарчина е наопасна. На снимање или шо е Не, мислам дека како помали се тепа на академија. Да. Не, тоа беше сценско тепање. Малку сте сомничави вака вие. Не, туку од кога отидовме на академија, многу често не врзува, не порасува да играме на сцена, особено као љубовници. Да, не особено така. Од доаѓа од двајца. Така. На македонски пар. Така. И така, еднаш се случи на сцена, те молам да објасни, пошто е така. Тоа имавме женска верзија на изведбата. Ние баш пријатно кога зборуваме за неа како насилна особа. Тогаш имавме женска верзија на изведбата. Добро. Имавме, јас ја подигав и од зид треба да ја залепам, ама ја удрив малце посилно со главата. Ти треба насилен да си демек во сцена? Не, треба да е љубовна сцената, ама јас малце бев насилен, по грешка. Добро. И ја удрив со главата од зид. И мојата после неколку реплики, она треба да ми залепи шамар, тоа е по текст. Така, тоа е план. И она ми го залепи. Ама ми го залепи шамарот, имаше во публика реакција. Ај. Имаше едно ај. Чека, ти сакаше малку да му вратиш за Не, туку тоа беше инстинктивна реакција, мислам во температура на сцена, иначе никогаш не би сакала да го повредам вака како колега. Добро, ќе веруваме дека е тоа така. Ќе веруваме. Чоре, Милчо Манчевски прв пат работиш со него и ти? Да. Да? Си имал многу режисери низ богатата кариера, веќе пензионер. Нели? Да. Мада активен пензионер, морам да признам. Ако треба да го споредиш Милчо со други вака режисери низ кариера, што го одвојува Милчо? Па тоа е неспоредливо.
Јас би сакал да кажам дека он е воркохолик, дека е перфекционист. Значи нема зезанција на Сепка и Милчо. Перфекционист до зла Бога, али тоа мене ми одговара, зашто слични сме со него. И ти си дека перфекционист? Слични сме со него и мене ми одговара. Мене воопшто не ме измачува. Баш напротив, многу повеќе ми дава елан. Елан, да. А чекај, он воопшто со сите. Јас сум многу среќен што сум со младиве актери кои што навистина ќе го крепат и театарот и филмот македонски и што сум еден дел, едно парченце таму. Дај нека ви текне некоја сцена или нешто каде што онака баш беше... Чекај да одам да ги измијам бананиве, па ќе се вратам. Нека ви текне некоја сцена кај што дошло до израз ова. Знаеш, сега ќе кажеш он е перфекционист, ама луѓе тешко ние да разбереме што значи тоа у пракса. Тоа значи дека додека не му се допадне тоа што ќе го направиш, нема ќе те враќа стално, Па тоа може да значи 50 пати да се прави. Дигитално е сега не е лента. Не е лента сега порано, на лента ќе ни ги речат 3000 метри имаме, пазете за филмов. И ние во тие 3000 метра го правевме филм. Сега можеш да те. Сега немаш проблем. Иначе со Сара ми е втор филм. Опа, браво. А со нејзе ми е и театар и филм да играм. Со Никола не сум играл. Со Сара ќе ја натерам да игра во театар со мене. Чекај. Имам време јас што дека сум пензионер. Даде, тама работа. Ама вие не сте во театар во моментов. Никој од вас тројца. Ја не сум во театар. Во моментов. Сите фриленсом, да. Све сте фриленсери, све сте господа, значи тоа е тоа. Чоре, како што би им дал, сигурно си им зборувал за тие работи, вака совет како некој сениор ветеран вака во актерскиот бизнис. Зборам за театар конкретно, како некој што не се во моментов во театар. Не можем да им дадам, они си го имаат тоа, работат, они се исто воркохолики. Па чим работат со Милчо, значи така? Опасно работат, бидејќи не ја знам. Така? Апсолутно. Се што само направи, најдобро, све. И за него прв пат го гледав, алалда му е. Господ му дал сега, што да прави. Добро, готово. Кажи ми, во филмот игра и Пепи, го спомна. Пепи Мирчевски, да. Пепи Мирчевски. Тој имаше роден ден за време на снимањето. Да. Кој што го прославивте специфично. Тој го прослави на дожд, на земја, легнат на камен. Легнат доле на дожд. Да. И тоа траеше 2 вечери, мислам дека една од тие вечери му беше. Тоа е незабавно прославување на роден Многу ден. забавно, поготово за човек во негови години, да. Што? Му е изедува имаше торта и му е изедува торта. Вие младиве? Никој не се знае. Не стигне, иначе она не јаде. Она не. Не јаде. Како се случило? Не. Значи ова е више како мистерија, Агата Кристи ма кој ја изеде тортава? Никој не знае кој Никој не знае, никој не каже. Иако сите мислат дека јас сум ја изела, ама не ја изела. Али никој не. Значи он е главниот осомничен. Она не јаде воопшто, али ама тортата. Ама тоа не докажал ништо. Како се случи ова? Може да ни објасните? А никој не знае. Некој донесе торта на сет? Да, се донесе тортата на сет и оставија на крафт. Во меѓувреме се масата каде што имаш чајче, кафе, бисквити, кетеринг и така натаму за закуски дурсни. Добро. Така. И дур се снимаше сцената со Бранко и односно со Ненад Нацев и Пепи, која го удира со кола. Добро. Ја донесоа тортата и заврши снимањето и отидоа да ја зема тортата. Тортата веќе не беше таму. Некој си помня затоа што крафтот беше уствари надвор. Кетерингот беше надвор на улица. На отворен, да. Па зошто не сомневате во некој случаен минувач богати што можеби ја зел тортата? Зошто во неа? Затоа што она не јаде. Викаше ли така? Како да се бранам, сите благи им ги јадев на сет. Да, точно. Мислам дека сепак тие имаш изедена тортата. Дефинитивно, јас сум со нив. Тие имаш изедена тортата. Она има изедена тортата. Кога сме те ова дошли такви работи, сите ствари, и ти имаше една сцена, камен ладно, а ти нешто по кошулче. Ама внатре си имала нешто друго под кошулчето што те топлело. Да. Тоа не е фейкерски? Сакаш да ми кажеш дека јас сум фейк затоа што на минус 10 снимам 15 сати у вода и ти ми викаш дека сум фейкер и носам неопрен. Значи, еве како се снима професионален филм. Значи, ние на камера гледаме што, а всушност доле што те топли. Веројатно вие на камера гледате 10% од тоа ние што го правиме на сет. Добро. Може и помалку. Ништо ми облекоа неопрен, тоа е нуркачко одело. Добро. Да, и тоа беше цело време одоздола. И одозгора си ги носев костимите. Тоа малце беше потешко во сцената со дождот, затоа што имав тенка блуза. И мислам дека нагоре немав дека само долниот дел, само панталоните ги имав облечени чорапите,
А кога сум во фонтана, каде што сум облечена како питукули, таму сум целосно облечена. Меѓутоа и после 10 сати во вода тоа почува да пропушта, и затоа што беше ладно и дуваше ветар, неопренот стана ладен еден период. Да. Мислиш дека така се снимал Титаник? Сигурно. 100%. Не осети ти која Кога загнюре? Кога загнюре? Да. Никола, имаш една сцена кај што јадете со Сара. Да. Планот во снимањето бил да, нели, после тоа јадење, вие снимате љубовна сцена. Треба да сте блиски и таму. Ама, но тоа јадење се јаде кромитче. Кромитче, лукче. Лукче и такви. Секој кадар една чешна. Секогаш мора лукче да се јаде. Тоа нели беше малку незгодно после љубовната сцена да се снима? 17 век мора да го истрпи тоа. Не, шала на страна, бев ја понесен од цела атмосфера и снимаме, ја не размислував дека после тоа снимаме љубовна сцена. Лукче. Се насркавме луко и после Сара си знае. Да, беше многу емотивна љубовна сцена и не можев да му кажам ништо, само си трпев што да правам, да. Не, сериозно, замисли, ставите се еве во кожата, тука е љубов, емоција, нели се така, овој тука седи. Треба да колнам дека ми е прекрасно, дека мириса како, не знам, лаванда, во суштина онака корне цела соба, не само ја. Да, така. Мислам дека сите онака и да ја паѓа. Од целата миризба многу секси и на крај више Афродизијак во тој период. Да, сигурно. Нема Како ќе претераш после одредено ниво, веќе не. Не, проблемот беше што на масата имаше и сиренце, имаше и мушмула, имаше други работи што он можеше да ги јаде, ама не, се запна за тоа чешне лук. А не знам зашто ја вака приватно не сакам многу да јадам лук и кромит, не го сакам. Убаво ми дојде. А тогаш да, убаво ми дојде. Тоа било мила, не бил никога. Да, и на крај више кога имавме само кадар на тоа коленцето пошто го снима и горе вака само не те молам, тргни се од мене, не можам да те поднесам. Јас скроз заборавам, тука се љубиме нешто, они колено снимаат, нема врска и Сара. Никола, ти не се те искршам. Така ти? Значи, трни ми се. Ти подшепна низ забите. Чуре, ти си имал низ кариерата љубовни сцени. Немој се, Сега пред жената. Да. Чуре, никогаш не си имал во кариерата љубовна сцена. Бидејќи жена ми е маđarmalka и кажувале тие, како го пушташ вака веќе. А тие беа стварно жени во тоа време и јас бев млад, нели, нормално. Почнувајќи од Ленче Делова ми била жена, Катерина Коцевска, Мајда Тушар. Добро. Ирена Ристич. Помлада жена. Да, имам повеќе жени. Сега вака нека покри ги ушите, тетка Магде. Покри ги малку. Ако би требало од сите сопруги, уметнички, филмски, театарски, ваму таму, една да избереш за вистинска жена, која би била од сите? Не можам, зашто таму најмногу сум играл со Ленче, која ми била најдобра жена. Така? Тоаш би избрал Ленче, Делова. Тоа е финалниот одговор. Да, секојаш сме играле добар пар, кој што немал пари, па за децата ќе двојат, па ќе прават тоа. Нешто слично со животот наш, така. Реално, девек. Реално. Па добро. Може ли да се пробаме во еден поинаков тип на глума, а тоа е нацихронизација. Значи, сите овие турски серии што се работат и сето тоа, има некој од вас што работи тоа? Не. Но сепак тоа е сериозен тип на глума, луѓе. Мислам, нацихронизацијата е посебен вид на актерство и сега да се пробаме во тоа, ќе пуштиме една сцена, а после вие ќе имате задача во два пара да ја одиграте истата сцена со нацихронизација, но ќе има гласање од публиката, ќе победи парот што ја направил сцената посмешна да биде. Може така? Значи да видиме чисто што сцена играме и после ќе ви ги даваме сценаријата. Ајде пуштете ја сцената да видиме која ќе ја нацихронизираме. Малечок. Да, кој ви треба? Караорманска број 10. Знам. Тоа е кај новите згради. Веднаш ќе ви покажам. Дајте ми го куферчето. Вие сигурно го барате тоа филмијакот. Јас ќе го играм Дуковски. Ти ќе бидеш Дуковски? Да, Дуковски. Добро, окей. Со кој ќе бидеш пар? Само да видиме. Чоре со кого е? Детето. Ете, значи Диме такси и окей, се поделивме еден пар и втор пар. Така нека биде. Ќе го вратат. Сара и Никола си се пар да си се задржи. Значи сега ќе ги видиме Чоре и Наталија во улогите на Диме такси и на овој патник намерник. Ајде, подготвени, пуштете им ја сцената, гасете аудио.
Абе, тебе како да те познам? Здрав, очичко! Абе, како да те познам? Кај ме знаеш, ајде, дојде, иди, гледаш таму? Абе, гледам, ама... Дај торбата, шо имаш у торбата, колку пари имаш? Абе, многу си ми познат, некако. Да не си ти Жарко Димитриевски, а? Не, тука одам, што да правам, тука ќе дотидам Ој, тоа го знаеш, браво. Заборавив што си го заборавив текстот, чичко. Ништо, за носот тука му кажа, за носот. А ти кој беше? Јас сум роднина на Митре. На Митре од Вашареца, роднина. На Александар! Александар не живее тука. Не живее. Добро. Ето сега имаме репер и останува да ги видиме Сара и Никола во истата сцена. Јас сакам да кажам, Ајде. Самуил Дуковски е еден од основачите на драмски театар. Починате, Бог да му бита крести. Чичко Самуил, значи сега... Тој најот го познам. Да. После се пропи, да ти кажам, и му пропадна кариерата. Да? Да. Тоа е, дрогата е лоша работа. Апсолутно. Да, не го правете. Ама која ја земаш погрешно. Дрогата не се зема преку уши. Да. Океј, враќаме, значи, сцената и да ги чуеме Сара и Никола подготвени и тргаме, ајде, акција! Ти си малото детето. Ќе видиме. Чи си вре ти? Абе, јас сум на мајка ми на татко ми. Абе, како на мајка ти на татко? Па на мајка ми на татко ми сум одде живее, одде погре. Дај куферчето, дај ми да ти го подарам. А мора, че ми го украдиш куферчето? Не ти го крадам куферчето, ја поштен сум. Може да ти ја предвида судбината? Судбина, ајде. За 20 години ќе водиш едно шоу, еден на еден, што се вика, ама со четворица ќе биде. Да, ќе ти дојдат овие ќе ти дојдат едни глумци. На гости. Да ги послушаш убаво. Какви глумци се тоа? Абе, едни са... Не сакам ја глумци да канам по емисии, глумците се габат, алкоголиче. Море. Не сакам, стварно. Може да си викам пејачи, да си спортисти да си викам, може спортисти. Чош и ороч играш. Ајде да чуеме најпрво за Чоре и Наталија, да чуеме аплауз Чоре и Наталија. Ми даваат малку климав аплауз. Ајде да чуеме за Сара и Никола. Се допадна ова, баш уживав во овој перформанс. Кога сме кај перформанс, Наталија, ти си поранешна балерина или тоа е нефер да се каже? Или се уште балерина? Не, да, сум поранешна танчерка би рекла. Да, балерина, окей. Не завршив класичен балет, завршив современ модерен джез балет. Така да не играм класичен. Не сум играла. Ме интересирало што е разликата меѓу джез балет и современ балет. Джез балет. Джез балет е... Дали е тоа босански балет? Джезба. Джез болане. Да. Джез болане, балет. Не е таков балет. Добро. Туку? Не. Джез балет е балет кој потекнува од една доба и си останал таков како што е современиот и самиот израз кажува дека е современ, значи тој се менува со текот на време. Точно. Тоа што е сега актуелно, тоа е современ балет. Да речеме. Ќе ти објаснам јас како постар. Джез балет е со црнци музичари. Свинг. Да. Со црнци музичари, а ова современиот е со Чајковски. Так. Ова е можеби. Пример, джез балет се игра на джез. Може ли да ни покажеш кратко? Кратко. Ајде да ја охрабриме. Ајде кратко. Малце само, една точка. 1 на 1, овозможено од Golden Art. Дом, не само стан. Една точка. Опа. Ајде, одиме. Опа. Фантастично. Како се чувствуваш? Па ги хареса брадата исто. Малку го завртевме на ке блуз балет, нели? Ова беше блуз балет? Блузот и чесанце. Така е. Братучедивете. Брат и сестра. А што ти текна на кај глума? Инаку ова беше супер. Ова е одлично и се гледа дека е тренирано и професионално.
Да, ми се допаѓа тоа. Како беше прашањето? Што Што ми ти текна А, актерство сега да влезеш во такви води? Кога имав 16 години се пријавив многу случајно на една аудиција во МНТ Дракула, тоа беше мюзикал, Срđan Јанакиевиќ го режираше и влегов сосема случајно, немав никакви као очекувања дека ќе влезам, но сепак и покрај тоа што имав представа на репертоар во МНТ, немав намера да се запишам на академија. Тоа се случи. Те примија во Дракула, беше на сцена? Да, играв таму. Играв на репертоар, си ја играв представата. И после година дена, затоа што добивав неколку пати стипендии во Америка, во Interlochen Center for the Arts, тоа е еден многу голем камп летен за уметности, во кој спаѓаш и модерниот танц. И така некако имав и идеал дека ќе останам во Америка и таму ќе студирам. А беше, значи, отиде таму? Да. Колку време остана? 2 пати по 3,5 месеци. Добре. Пошто толку трае. Да. Тоа е цело лето, стари земаш као цела година што ќе ја земеш у Скопје. Так. Да. И морав да се вратам за да го завршам средна школа. И у моментов ме примија на Колумбија коледж во Чикаго. Во меѓувреме ја качија односно партиципацијата за $25,000 семестар. Се вратив јас овде, пробав да најдам некако пари за да отидам, тоа беше многу неизводливо, тешко. И многу случајно се запишав уствари на академија затоа што мојата професорка Гордана Дејан Поп-Христова, сигурно на сите многу добро, сопругата, ја позната, ми рече као мораш да пробаш на глума, као не седи дома, за да се запишеш на некој друг факултет, иди на глума. Ја бев као, ќе пробам. Ти беше онака тешко што треба да го оставиш тоа Америка, многу, сон, не знам. Многу, да, ми беше тешко и затоа кога се запишав, пошто неочекувано, за мене бе стварно неочекувано влегов на ФДУ и таа цела година прва дур студирав, ја бев сум мислела дека ја ќе си отидам од тука, дека ќе го оставам факултетот, пошто сум овде као привремено, колку да не седам дома. И дека ќе си отидам таму кај што треба да си отидам. Арно, ама судбинава друго сакала. Нешто ми се засвиѓала глумата. Многу. И сега веќе сме задоволни со изборот? Да, сега сум на чисто. Да. Проклета е Америка. Да, окей, да било така, може немало ни да бидеме врба. Се разбира. А што ќе отвори врба? Се разбира, да. Нели? И такви некои работи. Како ви бевте на многу промоции, така, нели, шетавте ни светов со... Да, така, не беше чора? Никола, не беше ти? На ни една? Интересно. Кај ви беше, да речем, најинтересно, онака, најубаво да си поминавте? Не зборам за фестивалот како фестивал, него општо кај си поминавте најубаво на некое? Рим? Да. Сушите ми се останати во глава. Најинтересно беше што отидовме со јас, Камка и Сара бевме од глумачката екипа. Имавме еден слободен ден и јас и Сара тргнавме са бајле рано да идеме да јадеме и во Рим, во Италија, ние решивме да седнеме во кинески ресторан. Да. Какви пици, какви шпагети. Да. Добро, јадеме после и пица, да се разбереме, ама да. И порачавме едно 10 порции. Тука има едно злосторство. Кажи. Тргнавме да јадеме, вика, а уствари она тргна да јаде, а Сара мора да... Само дојде со неа. Така. Да ја кажам, А има ли во план други фестивали, не знам сега како е распоредот на овие промоции едно друго? Неколку дена се врати, ми се чини Милчо од Тајпеј. Да, следен, ако не се лажаме, не знам дали смеем да кажам. Не смееме да кажуваме. Не. А ова што ви значи? Не знам, сега си го измисливме. Не знам, Ќути си. Добро. Не, има фестивали, да. Добро. Да, до крајот на годината мислам дека уште на 2 фестивала ќе учествува врба. А на овој што не смееме да го кажуваме в планот и вие да отидете па заради тоа Не ќе има или? Се надеваме. Се надеваме дека ќе не земат. Да, разбирам. Милчо, предлагам да го земеш и овој човек како што пишува со многу. Го води своето ТВ шоу со многу шарм, елоквентност и духовити забелешки на туѓа сметка, но и на своја. Затоа да ме земеш. Ето така. Одлично. Сега ќе ги водиме луѓето во нешто сосема неочекувано, а тоа е едно откритие дека всушност Никола е поврзан со хип-хопот и со рапот, да би рекле. Така? Така? И Сара е.
ова не го знаев. Чекај малце. Прво за тебе. Прво за тебе. Има што група, не знам како се вика тоа. Имавме група на времето, меѓутоа не се распадна групата. Се распадна? Да, се распадна. Ни почина другар од групата, да. И ради тоа станавме двајца, јас и Гаго другар ми. Со тоа што почнавме, ја почнав со. Чека, како се викаше само група? Сапак. Не сме излегувале, никогаш не сме правеле спотои на. Нема YouTube и мутуби да има се нешто гледа? ситно по YouTube стаено. Добро. Албум спремавме, ни пропадна целиот албум ради тоа. Каква лоша работа. Се избриша, па поново враќавме, па пак се избриша и не можеме да дојдеме до тие песни. Добро, добро. Има нешто ситно, има по YouTube. А чекај, имаш да речеме се лично како ти онака план некогаш да направиш нешто? Па сега моментално снимаме нешто со Стефан Вујсич, Вујса и он е актер исто така. Добро. Со него се како знае рап исто дуо? порано, да. Имате име или не? Веќе сме влезени, не. Вајде нема Стефан и мене ми е Никола да се Пики, вика, не, он е Вујса. Вујса му е на димакот, мене ми е Пики, ме викаат као малечок Пики во една серија детска игра, Пики ми беше ликот. Така? Да. Пики Блайндерс, ја знам одлична серија. Со Том Харди ме мешаат, Ау, одлично. Скромно. Многу скромно од своја страна. Да. А чекај, ајде ти си каже, окей, ова е веќе бонафиде рапер, а ти? Која ти е поврзаниста со рапот? Сара има снимано кај нас во студио песна. Да, исто кај дечкото што почина, меѓутоа таа песна неславно замена на YouTube и се уште и таму не можам да ја тргнам, тоа е проблемот. Како да не Нема да ја најдете и нема да кажам која е таа песна. Песната Али не, али таа песна исто е снимана со Стефан Вујсич, Супер е Вујса. песната. Абе не Чекај, а она рапува или пее, шо прави? Па пробува нешто да рапува. Така? Само Добро. И сега ќе може да направиме нешто заедно, пример, пошто откривме очигледно дека двајца се А ние ќе бидеме жени. Сега ние ќе бидеме жени. Ајде, ние ќе бидеме жени, вие. Како е ова се? Што ќе направиме? Битбокс, што ќе биде? Фристайл Ќе пуштиме нешто? Да, ритам пуштаме одгоре. Вау, ова ќе биде значи баш рап доживување. Ајде, пуштајте. Да пукаме сега. Фристайлче? Ајде, ја не сум Ние ги уживаме. Ајде, се црвени ќе го направиш. Ајде, пуштај режио. Ти режио. Чекај се преласимо. Чекај се, треба да го осетат флоуто. Така. Нема го знам битов. Ајде. Паѓам со фристайл, вадам рими 300. И сум влюбен ко Тристан во Изолда или ко Милан Удонка. Ја поштуем пиштол гола, ја поштуем и уролка. Ја поштуем у Дуксер, джама данче мајца. Пукаме фри со саче од раслајца. Поздрав до Натка, Скопје вија кочани. Упаѓам со МС Чоре, сите се по***ни. Со камканено, диско камена глава. Влагам дрско коне поканет на слава. А уствари на слава не се кани. Сара ме намести, рецитире, не се стами. Стопане, не сака зборо да ти го аба. Че те молја да ојме ка една баба. Че ни поможи да имаме пород. И реков, че ојме само дај среди го дворот. Дете да ни трчи, ти радост да ни донеси. Закај баба на ти едно јаре понеси. Ракија мед, закај таја баба подла. Ме изнервира со камен ја мана в погла. Па ја закопав таму негде кај Штавица. Милаж не е ора, Бранко менја сијалица. А Донка ја гледав ко кралица. Ме насамари, ме натера да ојме кај таја бабица. Ова е предизвик. Без паника. И мораш да направиш Тебе рапувам во еден на еден, станав од столица, но ние не сме еден, туку сме четворица. Јас, мали, над кајчко чорено, не дојде нено нинџа, пошто беше болен. Че ни е плюс еден во оваа емисија, но таа е на мисија. Иди, види ја, иди во кино, да го гледаш филмот. Не седи дома, ке ти биде криво. А каде е Милчо? Милчо е во странција. Еа, поставува цела наша нација. Йо, еве Саче е на ритам, тука настапува доминација. Без борој! Не, ова е фантастично. Ова е фантастично. Затвараме со Good Nature за сите. Густо, круасани, number one за сите. Нормално, ова не го делите, туку е баш за сите и витаминка.
Дечки, немаше подобар крај од ова, така? Гледајте во форма!